Volkswagen го избра саемот за потрошувачка електроника во Лас Вегас за да го промовира својот прв целосно електричен седан ID.7. Тој беше специјално камуфлиран со геометриски шари инспирирани од QR кодови во различни бои што даваат електролуминесцентни светлосни ефекти. За разлика од надворешноста, интериерот е целосно откриен. Големиот 15-инчен екран на допир во стил на таблет со слободна поставеност за инфозабавниот систем е комбиниран со мала дигитална инструмент табла. Врв на интериерот се дигитално контролираните паметни отвори за воздух. Според Volkswagen, системот го препознава возачот преку клучот и ја лади или загрева внатрешноста пред тој да влезе во возилото. Системот за климатизација може автоматски да го дистрибуира воздухот на големи површини или да го насочи протокот кон телото на патниците. Volkswagen ID.7 е поставен на надградената MEB Plus архитектура, која овозможува подолг опсег и подобро полнење на батериите. Иако се уште деталните спецификации не се објавени, предвидливо е да бидат понудени конфигурации со 1 и 2 електромотори со голем пакет батерии монтирани во подот. Од Wolfsburg се опишува моделот како ефикасен електричен седан со способност за долг дострел, најавувајќи проценет опсег до 700 км врз основа на симулиран WLTP циклус. Volkswagen не крие дека директни ривали на ID.7 ќе бидат Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 6 и напоменува дека меѓуоскиното растојание од 2969 мм е за 94 мм подолго во споредба со она на Tesla 3 и 20 мм подолго од Hyundai. Бидејќи ID.7 ќе се смета како електрична верзија на Passat, производителот нагласува дека меѓуоскиното растојание е за 165 мм подолго отколку кај братот со класичен мотор и ќе има попросторна кабина. Неговото официјално лансирање е закажано за вториот квартал на годинава. За европските пазари, производството се одвива во фабриката Emden во Германија, заедно со ID.4. Електричниот седан ќе биде шестиот модел во гамата ID и еден од 10 нови електрични возила што Volkswagen ќе ги лансира до 2026 година.